Со изгревање на сонцето уште рано наутро на Бадник се слуша гласот на децата бадникари, кои со своите песни за здравје и берекет го символизираат Христовото раѓање. Уреви, костени, постни колачиња и парички, домаќинките ги израдуваа најмладите. Браво! Добро утро, среќни дечиња! Убав и весел ден, Христовото раѓање, да сте живи и здрави. Со изведба на Бадниковата химна, кревање на знамето и осветување на Бадниковите гранчиња, вака пред соборниот храм започна прославата на празникот Бадник, кој во христијанската традиција ја символизира радоста на верниците за Христовото раѓање Божи. Бројни верници пред портите на храмот ги дочекаа бадникарските кумови и здравичарот, кои ја кажаа својата здравица и им посакаа на верниците со многу здравје, мир и благосостојба да го дочекаат и овој Божик. Прво да ве поздравам, да бидете живи, здрави и весели. Второ, да ви кажам да имате успешни години. Тој и јас би посакал убаво здравје, среќа, берекет во новата година. На сите до еден да ви ја честитам новата година и да ви посакам се најубаво, се што е лошо да остане зад вас. Потоа следеше примо предавање на бадникарскиот ќуп и испраќање на новите кумови до Пајтонот. Граѓаните во пресрет на утрешниот празник посакаа здравје, среќа и љубов. Па да има мир во светот, да се стабилизира целата ситуација, да нема вакви поскапување. Среќни берекет на нека на сите годината нова, пред се здравје, мир, среќа и разбирање, топлина во срцата на сите. Да се зголеми фамилијата, здравје и тоа. Суштината на празникот е во радоста на христијаните пред големиот ден, Христовото раѓање. Истовремено со овој ден завршуваат и божикните пости. Македонците со голема почит ги одбележуваат овие големи празници, кога секој треба да го заборави лошото и да ја даде можност на добрината да ги усреќи луѓето.